Отровниот воздух во Скопје денови вептен ги загрижува скопјани. Спас бараат во поретки излегување на отворено, а и во носење на маски. Спас бараат и во ветерот, кој ако дувне би го растерал многу загадениот воздух. Ама ветерот го нема и што е уште позагрижувачко, и постојаното воздушно струење од поврдарецот е стопирано или намалено со многу неплански насадени згради низ Скопје. Урбанизацијата без визија и план за добро живење си го прави своето. Големите објекти го попречуваат вообичаеното ветре и проток на воздухот по текот на реката Вардар. Затоа и се создаваат вртлози кои го оставаат загадениот воздух во Скопје наместо да си замине по текот на реката. Ќе се сопратли барем понатамошните такви градби. Загадениот воздух во Скопје е тежок проблем кој бара преземање на разни и долготрајни мерки. Сега е време за итните, но и мора да се внимава на понатамошната здивена урбанизација на градот. Рокот од 8 дена што инспекцијските служби на општина Аеродром им го дадоа на организаторите на забавниот парк Зимзоленд истече минатата недела. И викендов паркот непречено работеше. Од општината нема никаква информација дали Зимзоленд ги отстранил неправилностите или дали е донесено решение за негово отстранување. Зошто е тоа така? Слични прашања денес до општинската администрација поставија и од левица, додавајќи дека е недозволиво и крајно алармантно што општинските власти и понатаму молчат, иако е утврдено дека објектот Зимзоленд работи без соодветна дозвола. Фактот што станува збор за објект наменет за најмладите ја прави состојбата уште посериозна. Наместо итна интервенција и постапување согласно законските обврски, општината избира молк и неактивност, велат од партијата. Водата во Скопје е безбедна за пиење, покажуваат податоците од направените анализи на 189 примероци од 45 мерни места. Секторот за санитарна контрола при јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје во периодот од 15 до 19 декември земало примероци за физичко-хемиска и за микробиолошка анализа на вода за пиење од 45 мерни места во градот Скопје. Согласно добиените резултати од испитувањата, соопшти од јавното комунално предпријатие, сите примероци одговарале на правилникот за барање за безбедност и квалитет на водата за пиење. Се бара определување мерка притвор за американски државјанин со потекло од Нигерија кој со пиштол нападна полицаец во градскиот парк. Обвинителството го сомничи за кривично дело, неовластено држење, посредување и тргување со оружје и експлозивни материи, како и за напад на службено лице при вршење работи на безбедноста. Имено, кога пред ноќен клуб во градскиот парк во Скопје полицаец се обидел да го легитимира, осомничениот го нападнал со тупаници и му нанел телесна повреда на службеното лице. Откако бил совладан, кај него бил пронајден полуавтоматски пиштол Глок, како и 2 рамки со 30 куршуми. Направен е и претрес на неговата хотелска соба, каде е пронајдено поголемо количество оружје и муниција. Вчера попладне од страна на полициски службеници од единицата за интервентна полиција при СВР Скопје бил лишен од слобода 34 годишник од Скопје поради основи на сомнение за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги. При претресот кај него бил пронајден кокаин. По целосно документирање на случајот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Во сообраќајна несреќа што се случила синоќа околу 23 часот во скопското село Новосело, кога патничко возило Volkswagen Golf излетало надвор од коловозот, повредени се 2 лица. Со возилото управувал 22 годишен жител на селото Волково, а покрај него во несреќата е потешко повреден неговиот 26 годишен сопатник. И двајцата се пренесени во болница, каде им е укажана медицинска помош. МВР извршила увид на местото на настанот за да ги утврди причините за сообраќајната несреќа. Факултетот за ликовни уметности при Универзитетот Свети Кирил и Методи денеска ја отвора студентската изложба Мало и моќно, големото влијание на уметноста од мал формат во галеријата Драгутин Аврамовски Гуте во Сулијан. Како што се наведува во соопштението, изложбата представува долгогодишен проект на Факултетот за ликовни уметности кој се одржува континуирано од 1990 година, а е посветен на истражување на односот меѓу форматот и идејата, како и дисциплината
дисциплината и слободата на уметничкиот израз. На изложбата ќе бидат представени дела на студенти од сите 4 години на катедрата по графика и трансмедиумски практики, како и студенти од вториот циклус на студии на истата катедра, велат од ФЛУ. Изложбата ќе биде отворена за посетители секој работен ден од 8 до 17 часот до 15 февруари 2026 година. Малите пациенти на клиниката за детски болести при клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје денеска имаа несекојдневно попладне. Во посета им дојдоа Дедо Мраз и суперхероите Бетмен, Спајдермен и Супермен. Облечени во костими, обучени волонтери од тимот за спасување на планина како дел од тимот за одговор при катастрофи на Црвениот крст на град Скопје, со помош на јажиња се спуштија од покривот на здравствената установа, предизвикувајќи радост и насмевки кај хоспитализираните деца. Показната вежба да подариме насмевка, која годинава се реализира по 8 пат, со цел да им се даде морална и психолошка поддршка на децата за полесно справување со болничките денови. Со 3 премиери на сценскиот спектакл Сонцето, колку е блиску сонцето, Made in МНТ, во режија на Дејан Пројковски, МНТ ќе одбележи 80 години постоење. Денеска беше представен концептот на настанот, чија премиера е закажана за 29 декември на големата сцена на МНТ, со сценски спектакл што ги обединува минатото и сегашноста на театарот преку клучните вредности како љубовта кон театарот, уметничката храброст, посветеноста, визијата, тимската работа, негувањето на традицијата и создавањето нови вредности за иднината. Во проектот учествуваат ансамблот на Македонскиот народен театар, оперски уметници, како и студенти по глума. Влажно, повремено врнежливо и студено време ја очекува Македонија во последните денови од 2025 година. Утринските температури ќе бидат нешто под нулата, а дневните нема да го поминат 10-тиот степен. И во Скопје од утре вечер па во наредните денови ќе има повремени локални врнежи од дожд, а ќе дува и ветер од југоисточен правец. При крајот на оваа седмица ќе почне да продира студен бран, па дневните температури ќе се спуштат под 5-тиот степен.